Државното знаме беше видно истакнато на влезот од училиштето, а учениците денот го започнаа со интонирање на државната химна. Вака започна новата работна седмица во Основното општинско училиште Димитар Влахов, но и во сите останати основни и средни училишта на територија на општина Штип. Учениците, наставниците и стручниот персонал утрово пред почетокот на првиот час почнаа да го применуваат правилникот за општи норми и етичко однесување. Директорката на Димитар Влахов, Невенка Величкова, вели дека на овој начин кај децата ќе се развие чувството на припадност и ќе се негува чувството на националност. Донесување на правилникот за општи норми и кодексот на однесување на учениците, на родителите, на наставниците, секако и на стручните соработници, се обидуваме ние како училиште и како општина да ги мотивираме учениците да го почитуваат воспитно-образовниот процес. Се надеваме дека ова денес што се случи, односно интонирањето на химната на Република Македонија и поставување на државното знаме на Републиката, дека ќе премине во традиција и дека секој понеделник ќе ги слушаме звуците на нашата химна. Со тоа се надеваме дека ќе формираме едно чувство на припадност и развивање на чувството на националност, односно будење на чувствата на националност како дел од воспитно-образовниот процес на учениците. Правилникот кој го усвоија сите училишни одбори и општината, кој денеска почнува да се применува, предвидува практикување на некои веќе воспоставени правила, како и неколку нови. Освен на учениците, се однесува и на наставниците, стручниот персонал, сите останати вработени во училиштата, но и на родителите. Овој правилник има за цел да ги поттикне учениците во образовниот процес, самите наставници да ги мотивираат учениците за љубопитност при истражувањето и изучувањето на нивните предмети, а на родителите со правилникот би сакале да им помогнеме да се развива креативноста и потенцијалот кај учениците, односно нивните деца. Новиот правилник го забранува и користењето мобилни телефони за време на часовите. Го регулира начинот на обликување на сите вклучени во образовниот процес, како и начинот на меѓусебно однесување. Го забранува булингот, пушењето, внесувањето и консумирањето на алкохол и слично.